Да се навратиме уште еднаш на синтаксата. Првиот дел кажува од која почетна вредност започнува јамката. Вториот дел кажува кој е условот за да има итерација. Третиот дел кажува колкаво да биде зголемувањето. Доколку сакаме да печатиме бројки од 1 до 10, прво треба да започнеме од 1, значи иницијализацијскиот дел ќе биде 1. Следно, печатењето треба да трае се до бројот 10, па од тука имаме две опции. Или да користиме помало од 11, или пак да користиме помало или еднакво од 10, последниот дел го означува инкрементот или зголемувањето. Во случајот е за 1. Ваша следна задача е да ги испечатите парните броеви од 25 до 33. Паузирајте го видеото. Има многу решенија. Ке ви презентираме две од нив. Едното решение го задржува зголемувањето за 1, но проверува дали бројот е парен. Проверката се прави на начин што споредуваме дали остатокот од делењето е 0. Другиот начин е да започнеме од парен број и при секоја итерација да зголемуваме за 2 наместо за 1. Што мислите, колку пати ќе се изврши блокот обележан во лилаво, а колку пати ќе се изврши блокот обележан во зелено? Размислете убаво, користете хартија и пенкало доколку тоа ви е потребно. Ова е тест кој ќе ви покаже дали јамките ви се јасни. Доколку не го решите правилно, ќе ви биде добар показател да се навратите на материјалот повторно и да ги пополните празнините во знаењето. Паузирајте го видеото. Пред да ви го покажеме решението, ќе ви дадеме уште еден предизвик. Ова му доаѓа како предизвик во предизвик смајли. Запрашајте се како ќе изброите колку пати се извршува секој од блоковите. Дали може да го замените некако со друг блок и кој ќе ви помогне во пресметката. Паузирајте го видеото. Доколку го замениме лилавиот блок со нов блок, во случајот изјава за печатење на конзола, ќе можеме да провериме колку пати се извршил. Во случајот се извршил 9 пати. Од 25 до 33. Паузирајте го видеото и проверете за другото решение. Колку пати ќе се изврши зелениот блок? Оваа замена требаше да биде многу лесна за проверка. Требаше само да го замените кодот и да го извршите со поставување на блок за печатење наместо зелениот блок. Тоа ни го дава одговорот за бројот на извршувања за тој блок. Тој блок ќе биде извршен само 4 пати. Разликата е во тоа што започнуваме со 26 наместо 25. Следно, зголемувањето е за 2 наместо за 1. Па од тука бројот на интерации на овој блок е помал. Што е со синиот код? Дали може да дадете проценка колку пати ќе се изврши овој код? Знаеме дека лилавиот код ќе се изврши 9 пати. Но од тие 9 пати колку пати условот ќе е вистинит? Одговорот е 4. И ова е истата бројка како зелениот блок од другото решение. И ова е сосема очекувано, бидејќи ние веќе знаеме дека двете решенија се еднакви.